Кратки најави за денешниот дневник. Замрзнување на цените на производи за хигиена, најави министерот за економија. Последната воденица во Вевчани – туристичка атракција. Државниот завод за ревизија утврди дека поради различни грешки идните пензионери не ќе може да остварат целосни пензии. Ренџерите се очи и уши на заштитеното подрачје. Ново масовно пукање во училиште во Америка. Ги погледнавме кратките најави. Подетално за нив и останатите содржини кои беа актуелни денес, ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. ТРП Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид е умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и студено со осетен пад на дневната температура, максималната достигна само 7 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда ветро и студено со дополнителен пад на ноќните температури. Утре над најголем дел од Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров претежно сончево и невообичаено студено време освен на Пиринејскиот полуостров. Локално во северозападна, северна и североисточна Европа слаби врнежи од дожд, над Алпите врнежи од снег. Во северните и источните предели на Балканскиот полуостров умерено облачно време со сончеви периоди. Во останатите делови на Балканот сончево со локална облачност и невообичаено свежо за овој период од годината, максималните дневни температури од 7 до 13 степени. Во Македонија во среда студено утро со умерен мраз и утрински температури кои ќе бидат во интервал од -7 до +3 степени. Во текот на денот сончево со локална облачност и потопло со засилен северозападен и западен ветер. Максималните дневни температури утре во Македонија од 5 до 16 степени Целзиусови. Во Охрид во среда студено утро, температурата -2 степени. Во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и потопло со максимални 11 степени. Ќе доведе умерен северозападен и западен ветер. Во четврток студено утро и температура од -2 степени, а во текот на денот сончево и топло време со максимални 15 степени. Во петок и сабота сончево време со локална облачност, минималната 3 односно 4, дневната 17 односно 18 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Супер акција во Миса Маркети. Замрзнат ослич 179 денари, замрзнат краток батак 129 денари, томи мајонез 158 денари, долче густо 16 во 1 285 денари, Вемилк кравио сирење 369 денари, Вемилк биено сирење 519 денари, Panasonic батерии 4+2 99 денари, чипси 150 грама 69 денари, бургер лепчиња со сусам 89 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата.
Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Замрзнување на цените на производи за хигиена најави министерот за економија. Заедно со премиерот Димитар Ковачевски информираа дека во текот на неделата треба да се донесе одлука за замрзнување на цените на дел од овошјето и зеленчукот. Премиерот Димитар Ковачевски денес со министерот за економија Крешник Бектеши и директорот на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски ги посетија скопските маркети за да ја проверат висината на цените на производите кои со владините одлуки се продаваат веќе по замрзнати цени. Незадоволна граѓанка му се пожали на премиерот дека има мала пензија, а дека производите се со високи цени и му кажа дека цените на производите се замрзнати откако претходно енормно биле поскапени. Цениве се до плафон, значи со 2 денара макарони и јајца денар на 99 денари сега ги замрзнавте цени. Значи што е тоа кој се Ние прво ги некако многу тежок дојде животот, па нити лекарства може да купиме, нити... Премиерот Димитар Ковачевски одговори дека пензиите 2 пати годишно се зголемуваат процентуално и дека цените се насекаде зголемени поради војната во Украина. Трендот на намалување на цените го направивме и тоа со владени одлуки или разговори со стопански комори. Таму кај што не можеше да се направи джентълменски договор, го направивме со владена одлука само за да ги намалиме цените. Министерот за економија Крешник Бектеши денес најави дека најверојатно од утре на владина седница ќе се донесе одлука за замрзнување на цени на хигиенските производи. Исто така во текот на оваа недела треба да бидат замрзнати и цените на дел од овошјето и зеленчукот, објасни Бектеши. Нема да чекаме несоодветно работење на одредени комисии во собранието кои не свикат комисии, се со цел да донесат закони кои се во интерес на граѓаните, како што беше законот за намалување на ставките на ДДВ-то за одредени производи хигиенски, па со одлука на владата ќе намалиме цени на овие производи, значи ќе бидат лепеза на производи од хигиенските производи кои утре ќе се замрзнуваат на истиот начин како што ги замрзнуваме и цените со утврдување на датум каде што треба да има одредено намалување процентуално. Датумот ќе се дознае утре, имајќи во предвид дека одредени компании можат во текот на денешниот, па и во текот на утрешниот ден да направат одредени смени. За овошјето и зеленчукот министерот Бектеши рече дека вчера ги добил обемните анализи од Министерството за земјоделство. Денеска во тек на денот мојот тим работи, најверојатно повеќе од 5-6 производи ќе бидат замрзнени во текот на ова недела и секако дека моментално ги чекаме и анализите од Царинската управа во делот на увозните цени кои се ги пријавуваат нашите трговци кои се занимаваат со овоше и зеленчук. Премиерот Димитар Ковачевски, министерот за економија Бектеши и директорот на Државниот пазарен инспекторат Трајковски денеска ги посетија скопските маркети за да проверат дали се почитуваат владините одлуки за замрзнување на цените на дел од тестенините, на млечните производи, оризот, јајцата, производи чиј што извоз е ограничен. Јавна дебата на тема катна гаража, нова можност за Охрид, имплементирана од страна на Сдруженијето за мултикултурна интеграција и инклузија.
Дебатата ќе се одржи во петок, 31 март, со почеток од 11 часот во голема сала на општина Охрид, а е во рамки на проектот поддршка на изборните реформи во државата, поддржан од владата на Швајцарската конфедерација, а спроведуван од Меѓународната фондација на изборни системи. Последната воденица во Вевчани – туристичка атракција. Во минатото имало 30, а денес во Вевчани се слуша вртежот на старите воденички камења на само една воденица, раскажува 90-годишната Душанка Русеска. Воденичарството во изумирање. Во минатото имало 30, денес во Вевчани се слуша вртежот на старите воденички камења на последната воденица. Вевчани било познато во целата околина. Жителите од регионот доаѓале тука да мелат жито. Последната воденица која работи на вевчанските извори е стара 150 години. Денес мели и произведува пченкарно брашно, раскажува собственичката на воденицата, 90-годишната Душанка Русеска. Воденицава постојала пред уште во турско време. Заш Македонија била под турците тога, 500 години. И Шекарва ми умре на 80 години. Така скоро. Таа е наследе од мајка и од татко е после. А татко е комика. Водениците во минатото биле главна економска гранка, а воденичарството основниот занаед во Вевчани. Работата на воденичарите ја презедоа модерните мелници, а се помалку жителите во селата садат жито и пченка. Ама да донесет некој од села наносет поднешеишта одавде, оданде. Овде нема пченка посејано, народот не работат. Се е скапо, шалител скапо, прскање, орање, влечење, едно друго и полето остана. Уште неколку лозја што се работат. Ова е последната воденица во Вевчани. Во минатото ги имало 30 воденици. Денес таа повеќе е туристичка атракција. Државниот завод за ревизија откри низа неправилности при ревизиите на финансиските извештаи и ревизиите за усогласеност на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во 2021 година. Ревизијата утврди дека поради различни грешки идните пензионери не ќе можат да остварат целосни пензии. Отсуство на поделбата на надлежностите и одговорностите на вработените во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување поради недостиг на кадар, слабости во чувањето и архивирањето на податоците во матичната евиденција и слабости при реализација на дел од јавните набавки, констатирал Државниот завод за ревизија во ревизиите на финансиските извештаи и ревизијата за усогласеност на ПИОМ во 2021 година. Државниот завод за ревизија во ревизиите на финансиските извештаи и ревизијата за усогласеност на ПИОМ во 2021 констатирал дека идните пензионери не ќе може да остварат целосни пензии. Утврдени се одредени суми пари што му се уплатени на фондот, но поради недобиени податоци за вработување и регистрација и поради грешки при внесувањето податоци од страна на други институции, овие пари сега фондот на ПИОМ не може да ги повлече, односно поради нечии грешки осигурениците или идните пензионери не ќе може да добијат целосни пензии. Проблематично е и тоа што извршители неосновано повлекуваат пари од фондот на ПИОМ врз основа на извршување врз пензионери поради различни долгови. Зголемените приходи на фондот на пензиско инвалидско осигурување на Северна Македонија не се доволни за покривање на дефицитот за исплата на корисниците и покрај тоа што дури 37,5% од купните приходи на ПИОМ се од државниот буџет. Инаку во 2021 година имало пораст за 6,3% на приходи од наплатени придоници од идните пензионери во однос на 2020-та, но и тоа е далеку од потребното за надминување на дефицитот во фондот, а дополнително во 2021-та во однос на 2020-та за 3,8% пораснал износот на исплатените пензии, констатирале државните ревизори. Покрај овие и покрај други закономерности, како и поради падот на популацијските бројки, Државниот завод за ревизија очекува во иднина да расте дефицитот на ПИОМ, што ќе мора да се покрива директно од државниот буџет.
Регионална конференција Партнерство за подобро образование во Европа и Евроазија денес и утре на Универзитет за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид. Конференцијата е во организација на Junior Achievement Македонија. Настанот има за цел да го привлече вниманието на јавноста за важноста на предприемничкото образование и дека секој млад човек треба да има барем едно практично предприемничко искуство пред да го напушти училиштето. Конференцијата ќе спои представници од Junior Achievement организации од Албанија, Бугарија, Грузија, Молдавија, Романија, Србија и Junior Achievement Европа со цел понатамошно зајакнување на нашата регионална соработка во областа на предприемничко образование. Националниот парк Галичица со иницијатива за формирање национална служба на ренџери. Статутот за формирање на асоциација на ренџерска служба е во подготовка. Една од најголемите придобивки на заштитените подрачја е постоењето на ренџерска служба. Ренџерите се очи и уши на заштитеното подрачје. Тие вршат постојани патроли, штитат од илегален лов и илегална сеча на шумите. Во постојана комуникација се со локалното население, помагаат во мониторинг на биолошката разновидност и им асистираат на посетителите. Со цел да се зајакнат капацитетите на ренџерските служби во Македонија, јавната установа Национален парк Галичица поведе иницијатива за формирање на национална служба на ренџери во која ќе членуваат вработени од повеќе заштитени подрачја и која во најбрз можен рок ќе биде дел од Светската и Европската асоциација на ренџери. Во подготовка е и статутот за формирање на асоциација на ренџерска служба, информираат од установата. Екосистемски услуги поврзано со ретки ендемични видови од белчишко блато и мерки за зачувување. Втора работилница во организација на Сдруженијето за екологија и туризам, Екотуризам 2016 година. На 30 март годинава во организација на Сдруженијето за екологија и туризам, Екотуризам 2016 ќе се одржи работилница донесување на одлуки со примена на концепт на екосистемски услуги. Работилницата е во рамки на проектот Екосистемски услуги од Белчишко блато и еколошка едукација, кој започна на 1 декември 2022 и ќе трае до 1 октомври оваа година. Целта на проектот е да ги идентификува најзначајните екосистемски услуги кои се добиваат од блатото, за да се интегрираат во донесувањето одлуки за негово управување и заштита. Проектот е финансиран од Партнерскиот фонд за критични екосистеми, кој го препозна блатото како вреден и најзачуван блатен екосистем на територијата од нашата држава. Неодамна во Музејот на Белчишко блато во општина Деврца се одржа и првата работилница за донесување одлуки со примена на концепт на екосистемски услуги, каде предавање одржа професор доктор Сашо Трајановски, биолог. Јавното предпријатие Билјанини извори ги известува сите сопственици на пловни објекти кои веќе ги имаат усидрено или се заинтересирани за усидрување на своите пловни објекти на градското пристаниште, најдоцна до 25 април 2023 година да дојдат во просториите на предпријатието Билјанини извори за да склучат договор со кој ќе се регулираат условите и начинот на користење на пристаништето за усидрување. Од предпријатието додаваат дека за да се склучи договор мора пловниот објект да е регистриран во капетанија на пристаништата Охрид. Во продолжение следуваат и вестите од светот. Првите британски тенкови Челенџер пристигнаа во Украина за да помогнат во спротивставување на руска инвазија, соопшти синоќа украинскиот министер за одбрана Олексеј Резников. Тој кажа дека украинските единици веќе се распоредени британски Челенџер, американски страјкери, Пума и германски Мардери. Министерот на својата Facebook страна објави фотографија од овие возила без да прецизира кога точно пристигнали. За да може да управуваат со британските тенкови, украинските војници има обука во Обединетото кралство. Нивната обука почна веднаш по објавувањето на испораката на тенковите од страна на Обединетото кралство на почетокот на јануари. Станува збор за војни возила кои се од германско производство и ги има во повеќе од 10 војски во земјите членки на НАТО. Украина изминатиот период постојано бараше помош од помодерни возила и системи за оружје за да се спротивстави на руската инвазија. Според ветувањата кои ги доби, земјата треба во наредните месеци да добие најмалку 100 Леопард 1 тенкови постар, но обновен модел.
Драматична снимка, објавена на социјалните мрежи, покажува дека рудари избезумени се обидуваат да извлечат свој колеги од урнат рудник во Конго. По обилните дождови била избегната трагедија во урнат рудник за злато во Демократска република Конго, откако 9 рудари успеале да побегнат. Недостатокот на безбедносни процедури, соодветна опрема, се фактори кои често се обвинуваат за проблеми во локалните рудници. Ваквите инциденти се сметаат за доста чести во провинцијата Јужен Киву, каде има опасни рударски локации. Вчера, 3 деца, 3 возрастни лица беа убиени во пукање во приватно основно христијанско училиште во Нешвил на југот на САД. Нападот го извршила 28 годишна жена идентификувана како Одри Елизабет Хол, поранешна ученичка во училиштето, убиена од полицијата на место на настанот. Убиените деца биле на возраст меѓу 8 и 9 години. Полицијата во Нешвил објави видео на кое се гледа како напаѓачот влегува во училиштето. На снимката која се чини дека е од надзорни камери на зградата, се гледа како Одри Хел пука во влезната врата и потоа се качува низ кршеното стакло за да влезе. Носела црвена капа, маскерни панталони и нешто што личело на заштитен елик. Хел носеше автоматска пушка во едната рака, додека второто слично оружје висеше на нејзиниот лев кок. Полицијата претходно објави слики од место на злосторство на кој се гледа дека Одри Хел се подготвува да пука кога пристигнала полицијата. Според полицијата пукала во нивните возила додека се приближували. По напад во училиштето во градот Нешвил, Тенеси, во кој загинаа 6 лица, меѓу кои 3 деца, и американскиот председател Џо Бајден го повика американскиот конгрес да донесе забрана за носење на огнено оружје. Најмалку 20 лица загинаа кога преполн автобус удрил во мост, се превртел и запалил во југозападна Саудиска Арабија, јавија саудиските државни медиуми. Телевизијата Ел Ахбарија објави дека во несреќата се повредени уште 29 лица и објавија снимки на кои се гледаат јагленисани остатоци од автобус. До судирот дошло кога откажале со пирачките на возилото во југозападната провинција Асир, која граничи со Јемен. Несреќата се случува во првата недела на Рамазан, кога верниците постат од утро до мрак. Многу луѓе уживаат во ноќните патувања со семејствата и пријателите за време на светиот муслимански месец. Ова е се во првиот дневник. Ви благодариме за довербата. Пријатно.